Владо Андов е еден од најзаслужните во државата за развојот на женскиот фудбал и за се подобрите резултати кои ги постигнуваат репрезентативните селекции и клубовите. Неговиот придонес е неспорен и кога е во прашање женскиот фудбал во општината Кочани, бидејќи заедно со женскиот фудбалски клуб Младост и ДНС од градот на Оризот направија центар на женскиот фудбал во Македонија. Женскиот фудбалски клуб Кочани токму во оваа 2014 година ја освои двојната круна во домашниот фудбал и учествуваше во разигрувањето по групи во Лигата на шампиони во Сараево. Еве ја неговата оценка за оствареното. Посебна чест и задоволство е од моје име како координатор на женскиот фудбалски клуб Кочани, а истовремено и координатор на сите селекции на женски фудбал на Македонија. Сметам дека од година со година се повеќе и повеќе екипи во Македонија почнуваат на некој начин да се трансформираат и со цел се ствара и поголема конкуренција, со тоа ќе излезат и поголем и квалитет на играчи. Инаку Кочани е за пример последните неколку години како треба да се работи и на некој начин се поставија темелите на еден, не можеме да кажеме уште професионален клуб, али одредени работи во кои соодветно се и самите девојчиња поделени во категоризација и секој си знае на секој начин каква соодветна награда добива. Инаку можам да кажам дека ова измината година стварно направивме еден добар резултат. Значи, по враќањето од Франција си поставивме задача дека веќе Кочани прераснал во еден фудбалски град од источниот дел на Македонија, покрај Кочани тука и Оризари, кои на некој начин заедно со Велес, заедно со Битола, заедно со Куманово почнуваат да изникнуваат одредени клубови и од кои клубови излегуваат и соодветни репрезентативки U17, U19 и во А репрезентацијата. Инаку плановите за ова наредната втора полусезона можеме да кажеме веќе имаме разговарано со неколку девојчиња, фудбалерки кои ќе го појачат фудбалскиот клуб Кочани и дури имаме размислување од 2 до 3 фудбалерки да од опкружувањето од некоја соседна држава, со тоа да уште повеќе се спремаме пролетниот дел да го дочекаме со ривалот од Скопје, Драгон, и на некој начин доколку успееме да ја задржиме и оваа година шампионската титула да биде во Кочани. Истовремено ќе одеме исто така на двојна круна, освојувањето на купот и освојувањето на првото место на женскиот фудбалски сојуз кој го организира фудбалската репрезентација на Македонија. Женскиот фудбал во државата и во Кочани е пред нови предизвици во 2015 година. Репрезентацијата преку своите селекции ќе настојува да оствари најдобри резултати во својата релативно куса историја, а женските екипи Кочани, Младост и ДНС достанат во врвот во првенството и Купот на Македонија.